Судскиот совет ја објави одлуката. Игор Горански доби 13,5 години затворска казна. Сашко Стојчевски доживотен затвор. Жан Железарски 14,5 години. Горан Божиновски 12,5 години. Јорданчо Михајлов 13,5 години. Симеон Михајлов доживотен затвор. Стојан Паликрушев 9,5 години. Тони Лесански 8 годишна казна затвор. Далибор Алексовски 5,5 години. Милан Арсов и Ванчо Ќорпашев по 2, Горан Кузмановски 4,5 години затвор. Димитар Јованов 2,5 години, колку и Ангел Андонов, а Столе Трапчевски заработи 1 година и 3 месеци затворска казна. Првите осумнина кои добија големи затворски казни поради обид за убиство на Стоименов остануваат зад решетки до правосилноста на одлуката. Во однос на штетата што ја побараа брачниот пар Стоименови, судскиот совет досуди околу 9.000 евра за Стоименов за претрпен страф, а само 9.000 денари за Стоименова за штетата на незиното возило под кое експлодира бомба. Тие предјавија штета од 250.000 евра, но судот им ги отфрлил барањата. Додека советот се повлече за да одлучи за притворот на обвинетите, дел од нив не можеа да ја задржат лутината. Гневот беше најголем кај Жан Железарски, Горан Божиновски и Јорданчо Михајлов. Михајлов вербално ја нападна обвинителката. Откако судиката се врати во судницата на изненадување на сите, јавно проговори за притисоците врз неа пред да ја донесе одлуката. По ова обвинетите прокоментираа дека воопшто немаат никаква врска со заканите упатени до судиката. Адвокатот Сашо Дуковски, дел од одбраната во предметот, изрази незадоволство. За мене нема докази за ваква пресуда и не ми е јасно зошто ги оставија сите во притвор кога имаат различни казни, рече Дуковски.